Добар ден, почитувани гледачи на Телевизија Плюс. Денеска продолжуваме со нашата емисија Кумановци за Куманово. Интересен соговорник, господин Димитар Трајковски, познат фудбалер од минатото и мислам дека ќе имаме да кажеме доста интересни работи за оваа спортска гранка. Господин Трајковски, добар ден. Еве да тргнеме од почеток. Од кој дел на градот сте ви, од каде потекнувате? Добар ден. Прво да ги поздравам гледачите на ТВ Плюс и сите љубители на фудбал, на спорт во Куманово. Јас потекнувам, роден сум во село Клечовце, иначе во уште од младост живеам во Куманово, низ повеќе градови, дел на градови. Сега моментално куќа имам на улица Лесковачка 41 во населба Гоце Делчев. Како дојдовте вие на идеја да се занимавате со фудбалот? Во тоа време Куманово беше познат фудбалски центар во државата, па и пошироко. Имаше голем интерес кај младите за овој спорт. Па во тоа време имаше простори за фудбал. Не е као денеска Куманово блокирано со сообраќај и се, имаше и сите ние младите се занимававме со некој спорт. Јас бев еден од тие за фудбал, имаше за ракомет и друго. Игравме прво као млади ученици во основно училиште и подоцна се вклучивме во, бидејќи фудбалот беше најпопуларен и сега е најпопуларен спорт кај нас и во светот, и се вклучивме во процесот на тренинзи во ФК Куманово. Еве веднаш да ја прикажем ова фотографија. Значи ова се слики на градски стадион. Да. Кој ви беше првиот тренер? Како беше интересот кај младите за фудбалот? Јас како ученик на гимназија Гоце Делчев пратев спорт, али бидејќи сум дете без татко, татко ми е починат помлад, и моите другари, пријатели кои веќе тренираа за подмладок на ФК Куманово или тогаш НКСК, ме повикаа дојди да тренираш. Отидов на градски стадион заедно со нив. Прв тренер ми беше Бранко Шутевски, познат фудбалер кој играл за Партизан Београд, прволигашки во тогашна единствена Југославија, и почнавме со тренинзи. Бидејќи беше четврток, игравме на 2 гола и јас во првото ова составување со топка од центар шутирав и дадов гол. И тој вика, готово, регистрирајте го, утре нека почнува да игра за помладок. Да објасниме нашите гледачи, вие на која позиција игравте? Јас прво почнав како десно крило. Во кариера тоа почнав, првите чекори се десно крило, додека подоцна од тренерите зависеше ме ставаат центарфор и лево крило, бидејќи добро играв и со лева и со десна нога, така да бев и на лево крило. Вие кажете ни сега, вие рековте пред да го започнеме во наш разговор, дека главен иницијатор за влегување на фудбалските терани е сегашниот собственик на Штус, господинот Бранко. Борче, се извинувам. Па тој, тогаш ние сме браќа од Чичко и тој тренираше во подмладок и ми вика на мене, Диме, пошто си талентиран, знам те, доаѓај на тренинг да играш за Куманово. И јас така со нив појдов, трениравме, али тој толку во подмладок и понатаму не настави кариера Борче, иако беше добар, он подосна играше за ФК Клечовце и тие мои другари од кај што сум роден, таму играа, јас наставив во Куманово и тука и ја фактички завршив кариерата. Можете ли кажете колку тогаш имаше младици запишани во фудбалскиот клуб Куманово и што не повеќе ви учеше легендарниот Шутевски?
Па тогаш беше многу голем интерес за фудбал, младите сакаа, сигурно имаше тоа околу 40 избрани, а башка што доаѓа, тренира и се одеа, али она што постојано тренираше околу 40 младинци и имавме добра екипа, се такмичевме во Скопска лига и постигнувавме добри резултати како младинци. Така. Сега пред да продолжиме на оние важни работи кога Куманово 60-те години бележи изворени резултати, да споменеме дека во тој период, малку и порано, градот имаше тројца големи фудбалски великани кои мора да ги споменеме во оваа ситуација, бидејќи тие на некој начин го афирмираа фудбалот во Куманово. Тоа се Димитар Ковачевски Тачко, Благоје Кивевски Бале и, како што рековте, вашиот прв тренер Бранко Шутевски, кој е во Партизан. Какви фудбалери беа тие, да им објасниме на нашите гледачи? Па ова се стварно великани на кумановскиот фудбал, кои, Бранко Шутевски беше за тогашен Партизан во единствена Југословенска лига, кој беше и шампион до овој, тој играше за Партизан. Исто и овие беа добри играчи, перјаници на кумановски фудбал, кои подоцна, по завршување на кариера, почнаа да пренесуваат свое искуство на млади генерации. Нас работеа сите како тренери. Прво тренер ми беше Димитар Ковачевски Тачко. Он исто Шутевски во поднадок, така да Тачко ми беше после, веќе кога во прва екипа влего, прв тренер беше он. И подоцна и Бале работеше со млади генерации, така да со нив доста напреднавме, научивме, имаше и што да ни покажат во фудбал. Ево да објасниме на кои позиции играше Ковачевски и овие други 20 фудбалери. Овие сите тројца беа нападачи. Така. Шутевски десно крило, Бале Ковачевски играше полутка и Бале играше и полутка и крило, така да универзални играчи кои можеа на секое место во ова да играат и постигнуваат добри резултати. По што ги вие паметите овие тројца фудбалери? Прво ги паметам како добри луѓе кои сакаат она свое знаење, своje вештини да ги пренесат на млади генерации и мислам дека во тоа успешно го обавува, беа добри прво као луѓе, па тренери и така својата искуство го пренесува на нас генерации помлади. Еве гледаме ова интересна фотографија, некој табло од 1965 година. Што символизира ова? Тоа символизира друштвото КСК, фудбалскиот клуб КСК прераснува во спортско друштво, во кое спортско друштво беше фудбал прво, бокс, ракомет и кошарка, така да фудбал кој беше, тука стари раководиоци како Дремче на преседник на фудбалски клуб беа тие активни кои во тоа време Куманово имаше добар потенцијал индустријски град кој финансираше во фудбал. За жал, денеска Куманово во фудбал е на дното на Македонија. Сега да споменеме тука и други спортски работници кои дадоа придонес за развојот на фудбалот. Не смееме да ги забораваме тие луѓе, Трипко Насковски Бендо, потоа еден од постарите основачи Киро Војновски Шпарта и така натаму. Тие потекнуваат уште на старо игралиште, пред да се направи градски стадион во Куман, тука во ова игра горе на старо игралиште и многу беа популарни, работеа, постигнува одредени резултати. У тоа време 11 октомври не бил меѓу великаните во Југославија. Подоцна Металец. Металец и така да тие друштва, само името
вршеше промени додека фудбалот беше застапен и многу популарен. Так. Имаше едно, така кажуваат овие постарите, едно игралиште горе над Зелениот пазар, каде што според некои кажувања 1950 и некоја година дојдел Партизан да игра пријателски направар. Па да, тој терен беше многу популарен, многу посетен во тоа време, а и подосна Куманово имаше многу голем интерес за фудбал, така да тоа беа носители добри. Имињата само зборуваат дека тие се вистински луѓе за фудбал, а покрај фудбал и добри граѓани на овој град и своето знаење го пренесува на млади генерации, така да оставија белег и тоа голем во спортот, посебно во фудбалот во Куманово. Ајде сега да почнеме овие фотографии да ги детално обработуваме. Ова е незаборавна генерација кога станате шампиони на Македонската фудбалска лига 71 година против Пелистер го игравте тој решавачки напревар. На тој дуел вие сте биле многу подобар противник, заслужено сте славеле победа, меѓутоа интересно била атмосферата пред почетокот на напреварот, имало некои летки кои се пуштале од авион. Па вака 71 година за тренер доаѓа Александар Петаковиќ, познат репрезентативец на Југославија, кој од управа побараше да ги средат односи, да се редовно финансира клубот, онаа што го заработиме на редовно да го исплачаме, да го исплачаат, така да имаше и премии, награди и казнувања. Дисциплина воведено, фактички некој професионално однос наметна и ние во тој период почнавме да бележиме резултати. Игравме утакмица во Струмица, ги победивме 1-0, јас го дадов тој одлучујќи гол во Струмица и така наставивме со победи. Нормално, во фудбал има и порази, али ние успеавме таа полусезона прво да бидеме блиску до врвот, а веќе во пролета 71 година станавме меѓу водеќи екипи во Македонска лига и одлучујќи утакмица во Куманово игравме со Пелистер од Битола. Вам ви беше потребна победа? Нам потребна победа за да останеме на прво место, да бидеме први. И на таа утакмица атмосферата беше неверојатна. Тоа беше Великден, празник. Имаше околу, по моја проценка и ова што негде од 7-8 до 10.000 гледачи на тој стадион. Од сите страни полно беше. Нас Петаковиќ не одведе во Врањска бања на припрема во сабота, ретко сме однеле на припреми, така не одведе и во Врањска бања таму спиевме и мислам се дека имаме припреме фотографија. Еве ова е фотографија од Врањска бања. Да, тоа е. Ево да ја покажеме. Тоа е во Врањска бања фотографија на припреме, тогаш ни сошија униформи, не масни се, не облекува стварно као екипа професионална. И ние таму на припреми во недела Сабајле дојдовме, никогаш до тогаш не бевме, трениравме од Сабајле пред утакмица. Тоа ретко Петаковиќ го доведе, тоа да не релаксира, не вратија и на самата утакмица Кипе познат од Аероклуб Куманово со авион, летоци, летеше, па овие се пелистерци жалеа, после авиони ги сметале што летеле на стадион, спуштија топка на центар на стадион и една чудна атмосфера. Навивачи се, тоа беше нешто незабележиво до тогаш во Куманово, а сигурно и понатаму нема да остане. И сега според некои кажувања, овие постариве велат дека сте имале многу богати премии доколку го славате Пелистер. Дали е тоа точно? Па точно тогаш имавме прво премии обавезно и тоа врзани премии за победи не само на свој терен и на страна, али посебно бевме наградени договорено
за утакмица со Пелистер. Плюс Петаковиќ воведе за оној што ќе постигне гол посебна награда, така за сите ни беа стварно добри премии и таа година, мислам после утакмица Пелистер, на која утакмица игравме одлично, јас го дадов прв гол, Божинов, Ице Божинов, Струмичанец втор гол и ги победивме Пелистер и станавме прваци неколку 3-4 кола пред завршување на првенство, прваци на Македонија. Подоцна наставивме со успешни игри, така на крајот 71 година станавме шампиони на Македонија и влеговме во втора Југословенска лига. Ајде сега Исток. да ги кажеме сите овие членови на таа незаборавна генерација, еден по еден. Таа екипа треба да се спомене. Тоа сигурно треба да се спомене и тоа стави еден голем белег трак во фудбалот во Куманово, бидејќи да станеш шампион на Македонија, да влезеш во втора Југословенска лига, тоа до сега нема десено. И тоа го постигна Лазаревиќ голман, од Бујановац беше, Лазаревиќ голман, Страшко Илиевски Пужо, познат, наш кумановец, Милошевиќ од Бујановац, Новаковиќ исто од страна, Симовски од Бујановац, Драган Цветковски Трудовак, Ѓоко Цветковски, Ванчо Ивановски, тоа се што стојат, тренерот Петаковиќ, Мими Божиновски, Трајче Бошковски, Момчило Николовски, Димитар Трајковски, јас, Вукелиќ, Секулов, Ивановски Чик и Драги Ѓорѓиевски Дацо. И на крај тренерот, помошен тренер на Петаковиќ, Бранко Шутевски Шуте. Како функционирате како екипа и кај вас владееше ли другарство? Имате ли разбирање еден према друг? Па види, иако тоа беше еден состав составен и од домашни играчи, и од Куманово, и од надвор, Петаковиќ таков успостави контакт да сите мора да се поштуваат еден за друг. Се боревме, гиневме на терен, ама затоа и бевме и наградени. Тој воведе, после 10 часот не смееше да не види во град да шетаме, ако не види казна. После 22 часот. Така да имаше еден ред, знаеше се тренираме секој ден, осим понеделник, се друго беше тренизи, тоа 2 пати понекогаш дневно, така да и затоа и дојдоа тие резултати. Ова фотографија, каде што сте на градскиот плоштад во Куманово, вака убаво облечени, го пречекувате тој историски направар. Ева илустрација. Па да, во нови одела. Тогаш управата се залагаше, бидејќи сите фабрики и индустрија во Куманово што работеше помагаа за спортот, издвојуваа средства, меѓу кои најповеќе фабрика за заварени цевки, шамни цеви, тутунов комбинат и сите учествуваа, финансираа во фудбал и тогаш не опремија комплетно да личиме на една спортска екипа. Имаше многу пари во тоа време, велат. Па тоа благодарение на управа која се ангажираше да обезбеди средства и средства имавме доволно за се, опрема. Стадионот го направија, реновира, зелена трева, порано беше доста тежок, купатила комплетно. Иначе првите почетоци кога ги почнав се бањавме во Амам, кој беше близко до стадион, немаше тогаш една пумпан со ладна вода имаше и во Амам после утакмица не водеа да се избањаме, немаше кај топла вода. Подоцно услови направија, свлачионици комплетно реновиран терен, управа стварно се ангажираше и затоа дојдоа и резултати. Сега мора да ве запрашам вас и
Еве и овие други кои биле членови таа генерација, многу контроверзии околу Петаковиќ, некои го критикуваат неговиот начин на работа, некои велат дека дал голем придонес во развојот на кумановскиот фудбал. Со еден збор, некои го оспоруваат, некои го фалат. Кој е вашето мислење за Александар Петаковиќ? Па видите, со доаѓање на Александар Петаковиќ во Куманово настана големи промени. Тој може би некои не го сака затоа што он воведе негде полупрофесионални односи, иако ние аматери сме, немаме договор ништо, него такви односи воспостави. За се позитивно што ќе направи игра се наградува, за се што ќе погреши се казнува. Така да постави ни такви односи, а да не зборуваме за тренизи. Комплетно изменен начин на тренизи. Од сабајле, кондициони тренизи се, попладне со топка, се. Така да тоа работеше безпрекорно и функционираше. Сега, може би некои не го сакаат затоа што кога ќе постави некои услови да му доведат некое појачање, некој играч да дадат ова, тогаш имаше отпор меѓу овие од управата и затоа дојде, а и после постигнување на врхунски резултати, влегување во друга Југословенска лига, веќе некои работи, апетити се задоволуваат и сигурно сакат некои промени. И затоа после него доведоа други тренери. Да, потоа дојде Качунковиќ. Да. Да прокоментираме оваа слика. Каде е ова? Тоа е во Врањска бања. Исто така. Во Врањска бања на припреме пред утакмица со Пелистер. Ние тогаш бевме таму, сабота, спиевме, јадење се обезбедено и тука цел ден се рекреиравме и припремавме психички припрема за саму утакмица против Пелистер, која успешно припреме беа, ја добивме утакмица и со тоа станавме шампиони на Македонија. Верувате ли вие и вашите колеги дека ќе го завладате Пелистер во тоа време? Па верувавме затоа што така се припремавме, веќе имавме пред тоа добри резултати постигнати. Можда онаа победа во Струмица ни даде елан дека можеме да успееме да бидеме прваци, така да ние се припремавме и верувавме и тоа бевме убедени дека ќе бидеме победници, иако во спорт нема ништо сигурно, ама ние бевме тотално убедени и така и се оствари. Ги израдувавме тие скоро 10.000 гледачи и беше голема фешта после низ улици на Куманово да се видиш. Се славеше, а посебно нас фудбалери како не носеа на раце, тоа беше нешто незаборавно. На некој начин тоа ви е еден од најубавите моменти во животот. Па тоа е, такви моменти се многу паметат, тоа останува траги и за понатаму да останеме во тај спорт и да работиме. Ова е во Кумановска бања, најверојатно. Тоа бев во еден период, Куманово испадна од Македонска лига, играше во Скопски подсојуз. Така. Подоцна се прекрсти во Вардарски подсојуз, Скопски подсојуз, една сезона која успешно, и тоа бевме на припеви во Стара бања. Тогаш игравме само кумановци од фудбалери, млади бевме, али се ангажиравме, успеавме во подсојуз први да бидеме и низ квалификации. Последна утакмица игравме со Охрид 3-2, ги победивме и станавме членови на Македонска фудбалска лига. Еве ќе ве запрашам, ме интересира тоа вашето мислење. Дали сметате дека доаѓањето на толку многу фудбалери кога Куманово влезе во втора лига, некаде над 10 на новајли, придонесе за нов квалитет во играта на Куманово или шанса не добија оние кумановци кои се изборија за втората лига? Па вака, ние таа сезона 70-71 кога влеговме во втора Југословенска лига, нас од управата и тренерот ни кажа дека можеме да доведеме 2-3 играча само за место, вие што се боревте, изборивте, сите ќе си останете, но тоа беше само
на речи, вистината беше нешто друго. Наместо 2-3 доведоа 13 играчи од страна. Нормално, тие што ги доведеш треба да ги платиш, да ги обезбеди стан, тоа се од страна. И од Куманово останаа само 2-3 играча кои да играт. Меѓу нив беа Трајче Бошковски, после Ванчо Ивановски, Старејко и јас бев и Чик, Војче Ивановски Чик. Она другото си замина од Куманово. Ние останавме, али без некој договор да склучат со нас, без ова, осим она да играш и ако успееш да оствариш некои победи, ќе има и премија. Па, еве, според и некои податоци во тоа време, што ги спомнавме, оние великани, Ковачевски, потоа Кимевски, Шутевски, па и Ванчо Ивановски, Старејко и вие, во тоа време да имало како што сега има пари во фудбалот, вие би добро заработиле. Па да ви кажам, ние, еве, јас како ученик кога почнав да играм, во почетокот немаше ништо. Игравме доброволно, аматерски, кој сака, така беше. Со доаѓање на Петаковиќ веќе се измени ситуација, тој воведе премија, со управа се договори за она, за сите успеси да се плаќаат. И имавме добра премија. Ние последна утакмица, кога влеговме во Втора Југословенска лига Исток, игравме во Гевгелија. Имавме заработено негде околу, во тоа време 5 милиона, и Петаковиќ ни вика: во Гевгелија, ако ги пуштите, ако изгубите, сите премии ќе ви ги избришам, нема да земете ништо. И ние се боревме, не тепаа физички во Гевгелија, 1-1 игравме и така успеавме и да си оствариме премија. А тие не пречекаа со букети и карамфили, по 100 карамфила на секој игра, да ни честитаат дека се прваци и молиме, пуштете ни, иначе ќе испаднеме. Али тренерот вика: ако пуштите, губите премии. А ние фактички игравме за тие пари и немаше шанса. Се боревме, гаѓа со камења, со се, успеавме нерешено да извлечеме и они испадна, а ние бевме прваци. Од каде во фотографија? Тоа е фотографија за овие што се бореа за прво место, што успеавме да се избориме генерација. Тоа се фотографии од тие утакмици кои пред малку ги кажаво на почетокот од 71-а, тоа е таа екипа, само другачија снимена, друг снимак. Иначе тоа се шампиони на Македонија за 71 година. А ова слика, ова екипа е против Пелистер, што играше, што го победи Пелистер и фактички што ја донесе титулата. Ајде да ги кажеме почеток, ајде. Вака. Поред Драги Цветковски Трудовак, Страшко Илиевски Пужо, Вукелич, Лазаревиќ, Миме Божиновски, Ѓоко Цветковски, Секулов, Новаковиќ, Божинов, Ивановски и Трајковски. Тоа е Ванчо Ивановски Старејко? Не. Старејко подоцна Војче Ивановски. Војче. Они Старејко, Денко Думановски во еден период они играа за Металец Куманово, кој беше конкурент на после подоцна дојдоа во Куманово. Сега да ве прашам за Ванчо Ивановски Старејко, многумни го сметаат дека тоа е еден од најголемите великани на кумановскиот фудбал. Дали тоа точно? Па точно е, Ванчо беше еден од најталентирани играчи. Тој имаше потенцијал кај Старејко. Тој беше прво добар техничар, дриблер, добра прегледност. Он играше халфа и полутка, кој прегледност, он беше во Трешњевка во Загреб. Так. Требаше да остане таму, али тогаш кумановци многу малку одеа на страна и се врати тука и одлични резултати покажа.
и беше еден од носители на игри во тогашен ФК Куманово, претходно ХСК, во период, така да, а имаат заслуги, еве сега да ги споменам, и Момчило Думановски Денко, Мими Божиновски, кои исто така постигнаа добри резултати. Од постари, јас играв со Перо Ланг, кој исто беше еден од играчи во Куманово. Кожу победивме со 13-1, Ланг даде 5 гола, јас 3. И повеќе играчи кои, еве, Стевчевски. Така, ова интересна фотографија, каде е? Тоа е на градски стадион во Куманово. Тренер, тоа е 62-63 година. Тренер ни е Радко Божиновски Боцич. Голем спортски работник. Голем спортски работник и многу придонесе за фудбалот исто во Куманово. А негова традиција после фудбал и они фудбал беше добар играч. Син му Мими Божиновски, кој беше во Куманово, па во Брегалница играше Штип во Втора Југословенска лига и се врати повторно во Куманово, така да оставија голем белек во Куманово. А тука се и останатите фудбалери кои Столе Жути го викаат од Кратовско, добар голман. И ова беа комбинирана екипа од помлади и повозрастни играчи. Така. Одиме понатаму ова фотографија. Таа фотографија беше еден прославен фудбалер, добар војно лице, Мицев, играше за Куманово и он требаше да се, он е од стара генерација, остана да помогне на Куманово и во тоа време после се играше една сезона и веќе при крај беше на кариера и остави да игра, а ние млади наставивме постапките на нив. Иначе Куманово имаше и претходно многу јака екипа во која игра повозрастните, но тие во еден период после неуспех за куп против Победа се растурија и така да ние млади дојдовме на нивно место. Тоа е веднаш по доаѓање на Петаковиќ во Куманово 70 година. Тогаш одма друга униформа, друга се добра екипа и така да почнаа резултатите. Прво 69-70 тој дојде во пролет, 70 Куманово остана во лига и спремаше екипа која 70-71 стана шампион. Сега ќе ве запрашам, зошто Куманово толку малку остана во втората лига? Очекувавме да игра барем со децени во таа силна конкуренција. Што се случи? Па види, се случи, почна недостаток на средства. Фабриките помалку средства издваја, управата беше малку презаситена, кои беа долго време тие што беа со финансии што работеа, меѓу кои со финансии работе Бранко во Стопанска банка работеше и постарите кои останаа, така да Куманово во тој период не успеа, дојдоа смена на генерации, многу тренери. Оваа слика е од 75-та. Добро. Јас 74-та, од 72-та, 71 до 74 бев во втора лига, иако играв, ама поретко, повеќе бев резерва, затоа што викам, оние што дојдоа од страна, тие имаа предност и игра. И подоцна, бидејќи управа не склучи договор со нас, јас отидов во ЧИК, Чеварско-индустријски комбинат Куманово, имаше спортска екипа, во која спортска екипа ние
во полусезона во Вардарски регион бевме шампиони, прваци. Ова фотографија? Тоа е фотографија една од овие утакмици кај што се боревме за куп на вечер со Пелистер и го победивме тука и ние во куп на вечер бевме во финале. Изгубивме едино од Вардар, прволигаш во Скопје, не победија 5-1. Јас го дадов единствено гол на Мутибарич. Изгубивме од нив, иначе освоивме во куп на вечер на Македонија. Тоа беше едно после Македонска лига најако такмичење. Ние бевме втори таа година. Тоа е таа екипа која се бореше и избореше за тој пласман. Дека сте работеле сериозно, покажуваат и овие фотографии, снимане подготовки во Горни Милановац. Еве да покажеме на нашите гледачи. Се работело професионално? Професионално одевме на припреми, тоа требаше да играме две утакмици, една во Крушевац со Напредок и Слога Краљево, и тогаш бевме во Горни Милановац на припреми, па игравме нерешено во Крушевац со Напредок 1-1, па потоа бевме во Краљево со Слога и таму нерешено игравме, така да тоа професионално водеа ред, она што кажав, знаеше се кога може до кога си слободен, нема шетање, нема ова, така да тренинзи и фудбал беше преокупација главна. А еве подготовки и во зимски услови? 71-72 кога влеговме после припрема за втора лига, зимски припреми, бевме во Крушево, снег таму, тренинзи невероватни во хотел Илинден сместени, секој ден по 2 пати дневно трениравме, снег, киша, немаше тука мрдање. Припреми извршени и така подготвени настапувавме и имаше и во почеток и добри резултати и во втора лига. Подоцна дојде смена на генерации, така да... Да. Ова интересна фотографија би сакале да ја прокоментираме. Тоа се на една припрема во Стара Бања, во која се Ванчо Илиевски Левка, после Мими Божиновски, па Ванчо и брат му Лале Илиевски, кои сега се починати, млади замина, каде што и Ванчо Ивановски старејко и он исто така млад почина. Во тоа време малку послат професионализам беше, не многу бранеа, така да слободно понашање и некои сега од тие наши други претерува и во алкохол и ова и последици се тие. Да не забораваме да го споменем уште еден голем фудбалер, Драги Трајковски Кукла. Драги во тоа време беше Аритоновски, подоцна Трајковски. Кукла беше еден од... Јас уште од почеток, он беше во ова екипа од постара генерација, после со нас настави, он работеше во наш весник, дописник, али беше добар другар, капитени беше и добро ја водеше екипа, така да Драги беше голем човек кој остави траги во кумановскиот фудбал и сеќавања на него сите овие постари генерации се сеќаваат како одличен фудбалер и добар другар. Овие што сте сега се уште живи од тие генерации, се видувате ли, се сретнувате ли, се разговарате ли за фудбалот, подсетувате се на убавите денови, веројатно? Па ние се видуваме со нив, иако доста се намалија, бидејќи спортот е напорен спорт, тренинзи, ова истошеност доста и доста од нашите другари починаа, но со овие други се видуваме, разговараме и ни е многу криво зошто во Куманово денеска да нема фудбал. Фактички нема фудбал, осим некои приватни пионери што работат за возрастни нема. Порано имаше и Кумановска лига, многу јаки екипи беа, па
во игра ЗИК Металец во Скопски регион, а сега Куманово нема никаква екипа. И еве мој еден апел до раководните структури на градот да се ангажираат, да финансираат, да направиме една фудбалска екипа, Куманово да се врати на старите патики каде што фудбалот е доминантен бил. Овде поратимо, каде во фотографија? Тоа фотографија од тренер Чавдаревиќ, Огнен Чавдаревиќ, исто познат фудбалер кој бил надвор од Куманово, он ни беше тренер, тоа се кумановска екипа, фактички од само кумановци, тоа е негде 64-65 година. Ние постигнувавме и тогаш добри резултати. Јас во мојата кариера во најголема форма бев негде 66-67 година и 66 година бев прогласен за фудбалер, иначе второ место на ранг листа на спортисти во Куманово, бидејќи... Ева тоа да го покажеме веднаш, бидејќи овие се важни податоци, избор на спортист, на наш вестник, Владимир Наковски, прочуен од гимнастичар. Гимнастичар беше тој спортист на таа година 66-та на Куманово, јас бев втор као фудбалер, после беше Кипе пилот од Аероклуб Куманово, Рада Крстевска ракометарка, во тоа време Куманово имаше одлична женска екипа, Симоновиќ тренер, професор беше во Вукараджи, Славко Симоновиќ, многу јака екипа, Верка Богоевска, Наташа. Верка, Наташа, све они, и Бане Баневски стрелач беше, он беше пети. За жал тој е покоен и сега. И тој покојни, така да таа година јас бев во форма и постигнував најдобри резултати, затоа и ме прогласија за ова. Но 68 година, 28 април, пролет, се деси еден инцидент со Љуботен од Тетово во Куманово. Што се случи? Игравме утакмица со Љуботен и ние бевме добро припремени, почнавме и Куманово поведе 1-0, Љуботен изедначи. Куманово 2-1, 2-2, 3-1, 3-3 и 4-1 Љуботен дава од 2 метра опсај гол и се случи инцидент. Драги Цветковски го удри судија и настана гужва и ние сите така се мешавме во тој инцидент. И еве да кажам каква позиција има Куманово во Македонија. Тогаш, за пример, не казнија фудбалски едночетворица доживотно да не играме фудбал, другите по година, две, така цела екипа фактички не казнија. И јас тогаш решив да одам во војска, ми обеќа дека ќе смалат казна и негде 29 ноември 68 отидов во Шабац во војска и од таму 70 година кога се врати во март, Петако и тренер одма настави да игра, казна ми ја скина додека бев во војска, така да наставив да играм и тогаш успеавме овие резултати. Али во она најдобро време кога бев во најдобра форма и најдобри години, имав прекин поради казна, скоро 2 години и тоа се одрази на мојата кариера за поголеми резултати и да ме бара во поголеми клубови, не заминав и така Останавте во Куманово. Во Куманово. Ова е интересна фотографија, многу снег на теренот. Каде е ова? Ова е на градски стадион во Куманово. Тогаш игравме почнувавме уште од припреми 15 јануар, веќе крај на февруар почнува утакмици и тука на градски стадион на снег игравме. Тогаш беа полоши услови, стадионите беа сосема други, без помалку треба. Се одржува, али потешко. Тогаш беше
она стварање на екипа и на се, али и успеавме во тоа, се боревме, добра екипа од кумановци составена комплетно кои гиневме на терен и резултати доаѓа. Кои се овие луѓе овдека на оваа фотографија? На ова фотографија се Трајче Бошковски, тој е и Страшко Илиевски се живи се уште. Јас и Сашо Кузмановски, он беше младински раководител, преседник на Младина, иначе беше спортски активиста и во управа на фудбалски клуб. Тоа сме на припреми кога Се дека неговиот татко се викаше Орде. Орде Кузмановски, Так. исто беше во спорт работеше и се, така да Сашо тоа од припреми во Крушево кога бевме зимово, таа слика фотографија од тогаш. Ви дава подршка. Да. Ова доста интересна фотографија, мислам дека ова не е во Куманово. Тоа игравме една утакмица во Речица. Утакмица во Речица, куп утакмици со екипи тогаш од Кумановска лига, тогаш имаше Речица, добра екипа, Клечовци имаше, Старо Нагоричино, Шупликамен, Бистрица, Зебарник од Младо Нагоричино и овие фабрики, скоро сите има фабрички екипи кои многу добро се котира и таа екипа игравме за куп во Речица и таму победивме и продолживме, да, бевме фаворити, пошто ние прволигаши македонски, а овие другите се... Ова фотографија треба да го споменеме, за жал сега и тој е починат, господинот Теодосиевски, како член на управата. Овдека пишува 3 јуни 1966 година, опростување на Мицев од фудбалот. Да, тоа е екипа, Мицев играше за нас и тој Тихо Теодосиевски кој работеше во Социјалистички сојуз и беше многу активен. Прво и бил и играч, па после во управа и беше ни многу активен во тоа време и Мицев дојде време да се опрости, кој играл долго години со претходните генерации и за да нас да не остави, една сезона играше со нас и остави добар печаток, добри резултати, прво као фудбалер, као другар, као човек кој сакаше да помогне на Куманово, иначе он не е кумановец, војно лице беше во Куманово, али остави траги во кумановскиот фудбал. Така, ова тројка е интересна да ја прокоментираме. Тоа се Раде Спасовски, кој играше бека во Куманово, Момчило Думановски, центарфор, голгетер на Куманово, беше и во Брегалница и јас, ние на една утакмица тука, тоа сме и овака и другари, пријатели, а и фудбалери заедно кои постигнавме доста во фудбал за Куманово, така да сега уште се, иако малку со нарушено здравје, сите на некој начин се видуваме и контактираме. Ова фотографија? Тоа е една екипа од Кумановци, Драги Цветковски е капитен, Трајче Младеновски, Славе покојни, Ванчо, јас, Кочо, кој е покоен, после Трајче Бошковски, Трајче Овца го викат, он се уште е жив, Аце Лула, и тоа се екипа од Кумановци кој во еден период што се такмичевме во Македонска лига. Сега доказа за вашата успешна кариера, еве овдека има спомен диплома Димитар Трајковски, да го прикажеме и ова. Тоа е за освоеното второ место во бирање спортист на година. Јас бев втор, кажавме дека вежбачот Наковски беше прв, јас втор и така, тоа е еден, викам, од поголемите успеси мои, тоа е стварно дава
волја и човекот и понатаму да продолжи да се ангажира, да работи. И јас после ова, по завршување на кариера, работев една година тренер на ЗИК Куманово во Вардарски регион. Имавме резултати, ЗИК беше меѓу последни и јас како тренер успеавме доста да постигнеме, така да, али тоа една година и после веќе работните обврски на работно место, кога отидов во СИ за детска заштита, стално патување, организација на одмори, рекреација на деца, на море, на езеро, на планина, не ми дозволуваше да сум одсутен и така оставив тренерска работа и се посветив на професионалната работа што треба да ја извршувам, така да и таму. Сосема при крајот на овој наш разговор, мислам дека кажавме доста интересни работи за богатата историја на кумановскиот фудбал. Може ли Димитар Трајковски да ни го каже идеалниот тим на Куманово на сите времења? Па видите, не е тешко. Бранко Лепа, голман. Тоа се од возрастни. Куманово од секогаш имало добро, поготоа возрастните, иако во потешки услови работеле, скоро никакви услови, али има многу. Радко Боцич, кој е одбранбен играч, Тачко, овој Димитар Ковачевски Тачко, Шутевски, Кимевски. Сега, јас од овие помлади би убацил некој, Бендо беше добар играч, али и од младите имаше доста. Джина Стевчевски, први, Ланг Петар, Драги Трајковски Кукла, Ванчо Ивановски, Драги Цветковски, од помлади во одбрана Трајче Бошковски, забележителни резултати, така да во навола, може да се сврсти Думановски, кој постигна добри резултати, добар голгетер беше, така да тоа од овие кумановци тоа. Сега нека ми извинат овие повозрастните, можеби некои и не се сеќам, со години мора да признаме се заборават. Не може сите да памтиме. Што на вас ви даде фудбалот, господине Трајковски? Се задоволни ли од она што го имате остварено на полето на спортот? Па фудбал многу ми придонесе прво да се формирам као личност, како човек. Покрај тоа имавме привилегии, ни помогна да се вработиме на добро место. Јас бев активиста негде 67-8 година, бев член на младински комитет на Куманово. Члан од 66-та члан на Сојуз на комунистина партија. И тоа ми придонесе 70-та година, кога се вратив од војска, претходно работев како наставник 4 години во основно училиште Клечовце, предавам математика и физика. Методија Петровски, подпредседник беше на општина Куманово, вика: Диме, да не патуваш, ќе те запослиме во младински комитет. И тука бев секретар од 70 до 76 година. Нормално, тука беше во една зграда стара пошта, кај што е сега, тука беше комитет општински, Сојуз на комунисти, социјалистички, синдикатците бевме во една зграда, јас и младина, и соработувавме. Од тука 76-та отидов во СИ за детска заштита, бидејќи Тихо Теодосиевски стана секретар, таму ме познаваше добро и ме покани, и таму фактички во СИ ја завршив, работниот век ми заврши со тоа, повеќе со деца работење, млади со градинка, со училишта, одмори, рекреација и така. Градевме објекти. Во тоа наше време изградивме едно 5 градинки, 2 одморалишта во Тиват, Матејче и во Струга, 3. И во Струга детски одморалишта, каде кумановски деца одеа на одмор и рекреација.
И така, успешно и на тоа поле работевме. Сега сум пензионер, веќе 10 години, така задоволен од она што сум постигнал. Можело, секогаш може и подобро, ама мислам дека е добро. Сосема за крајот, многу кратко, една порека до младите генерации. Гледаме дека во денешно време многу се обседнати со компјутери, не се физички активни. Па вие како долгогодишен спортист, што би им порачале? Па би порачал да остават тие компјутери, мобилни телефони. Ја гледам и кај мене внуците цел ден држат во раце тоа, наместо во раце, иако сега нема услови, пољани, слободни простори за игра. Порано игравме и на улица, кош му поставиш, па играш и кошерка и се. Сега автомобили, ова ново време донесе нешто друго, но сепак би ги замолил повеќе да спортуваат, да се бави со спорт, бидејќи спорт прво носи здравје, физички развиток на организам, правилно да се усмери, а и други резултати доаѓа со тоа и во училиште, и ова спорт е живот за млади. Ја не можам, а посебно сакам да апелирам во Куманово на раководните лица да се ангажираат, да формираат спортска екипа Куманово фудбал, да има град со 100.000 жители, да нема фудбал. Тоа е за денешно време срамота за Куманово и добро би било ако треба, еве, и нас ќе помогнеме сите што треба, само да успееме, бидејќи во Куманово, еве, со само месен допринос се градени и спортска сала, објекти, доста е помагано, фабрики се, и денеска може тоа да се направи, да Куманово заживи, спорт, поготово фудбал, да се врати на она периоди кога некогаш бил на врхунац во Македонска лига и во Куманово, во Македонија. Ви благодарам за разговорот и посакувам долг и среќен живот и да се видиме во некоја друга прилика. И јас благодарам, еве, што ме поканивте како бивш фудбалер, спортиста, кој понатаму, еве, во спорт сум помага, работев и се, така да фала многу што ме поканивте и секога што може ќе помогнеме во овие услови да спортот напредува во Куманово. Почитувани гледачи, тука некаде е крајот на овој наш интересен разговор. Се гледаме во некоја прилика и имајте пријатна вечер со програмата на Телевизија Плюс.